Сега ќе поздравам петочки мојата драга колешка Ирена Спировска. Добро утро, Иренче, и верувам дека имаш да ни дадеш многу повеќе информации за тоа како да се справиме со загадениот воздух и влијанието врз нашето здравје. Повели. Добро утро, Суза, до тебе. Поздрав до сите гледачи на Добро утро секое утро. Утринава се јавуваме од Скопската населба Киселавода, од приватната здравствена установа Вергина Медика и разговараме со доктор Стефан Јованов на тема загадениот воздух и неговото штетно влијание по нашето здравје. Докторе Преце, добро утро. Добро утро. Благодарност најпрвен до вас и вашата телевизија за поканата за учество во вашата утринска емисија. Постојано слушаме дека сме еден од најзагадените градови, не зборам само за Скопје, воопшто и нашава земја, во регионот па и пошироко, и за жал особено во есенскиот и зимскиот период ги чувствуваме последиците на тој загаден воздух кој што секојдневно го вдишуваме. Може ли да ни кажете колку е штетен воздухот и како влијае на здравјето на секој поединец и кои старосни категории се најмногу изложени на ризик од ваков загаден воздух? Така, скоро секоја година веќе сме сведоци на загадениот воздух во главниот град. Старосните категории, значи, опфатени се сите, буквално од најмладите па до највозрастните. Воздухот не бира, сите го дишеме. Последиците од овој штетен воздух се големи, затоа што можеме и да заприметиме и ние дека секојдневно амбулантите ни се полнат, се повеќе и повеќе со пациенти кои што имаат слични симптоми, како и симптомите кои што се на грипот, односно вирусно заболување, а буквално ние веќе се наоѓаме во онаа фаза, пикот на грипот, и потешкотиите со кои што се соочуваат докторите и амбулантите секојдневно е буквално тоа, затоа што ние повеќе не можеме да расудуваме колку и колкав процент од пациентите всушност ги имаат овие симптоми поради грип или буквално поради загадениот воздух. Кои се првите симптоми кои што треба да бидат сигнал за секој од нас дека треба да побараат совет и помош од лекар? Така, значи првите симптоми секако бидејќи загадениот воздух најпрво ги афектира горните дишни патишта и целиот респираторен систем, но најчесто тоа се симптоми на ринореа или течење на носот, чешање на очите, скокотливо грло, сува кашлица која што е постојана и континуирана во текот на денот, а може да трае и повеќе од 20 на дена. Значи, доколку ги имаме овие симптоми, мораме да се јавиме на матичен лекар за консултација за што и како понатаму, што да користат пациентите, како да се третираат и слично. Значи, препораките мора да напоменам како и секоја година е во однос на антибиотиците, доколку ги чувствуваат овие симптоми да не земаат антибиотици на своја рака, да дојдат најпрви на лекар, да се консултираат со нивниот матичен лекар, па после да се оцени што понатаму. Како може да се заштитиме од штетните влијанија на загадениот воздух, односно што треба да правиме особено во овој период од годината во однос на конзумирање на храна, дали може би треба да се конзумираат одредени суплементи за да го зајакнеме имунитетот и да можеме подобро да одговориме на тоа штетно загадување на воздух? Така. Значи, како прва мерка би ја издвоил носењето на заштитна маска. Секој пат кога излегуваат надвор од својот дом, од работните простори, обавезно да носат заштитна маска, затоа што воздухот е секаде, го дишеме сите. Како препорака која што можеме да дадеме ние како здравствени работници пред почетокот на грејната сезона е конзумирањето на храна богата со антиоксиданси, како и суплементи богати со антиоксиданси. Антиоксидансите се битни за да може да се намали тој оксидативен стрес што всушност го предизвикува ефектот од овој штетен воздух, од тие PM10 честици. Затоа зголеме днес на зеленчуци, на зелен зеленчук, за да можеме да го припремиме телото за месеците кои што следат, се до март месец, да кажеме. Овој воздух за жал го дишат дури децата, најмалите генерации, се чини дека особено афектирани се и највозрастните граѓани, односно пензионерите. На што
тие да внимаваат, еве зборуваме сега баш за најмладите и за највозрастните, затоа што веројатно тие и најмногу треба да внимаваат на својот имунитет. Така, како што веќе напоменав, поготово за највозрастните, што е можно повеќе да остануваат во своите домови, кога немаат некаква потреба да излезат, кога немаат обврски кои што треба да ги завршат, нека остануваат дома, за да не се изложуваат на штетното влијание на воздухот. И секако пак ќе напоменам, здравата храна, големиот внес на зеленчук ќе им помогне доста. За најмладите советот е исти, со тоа што знаеме, младите мора да ги носиме во градинка, мораме да ги носиме и на училиште. Би препорачал само кога се во домашни услови или ете во училиштата, луфтирањето, односно проветрувањето на просториите да биде кратко. Да не биде повеќе од 10 минути, доколку си има опција финанси да се набават прочистувачи на воздух. И како и за сите останати, пак ќе кажам, здравата храна, добрата суплементација, за да можеме да ги пребродиме зимските месеци од годината. Колку престојувањето на чист воздух, барем за време на викендите и тогаш кога сите сме слободни, може да помогне и да придонесе за зајакнување на имунитетот наспроти сите останати часови и денови кои што ги поминуваме во тоа градско загадување? Така, апсолутно, јас со своите пациенти секојдневно дискутирам на темата, секој пат кога ќе се во можност, економска можност, кога ќе се во можност без работни обврски, да го